Добар ви ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково. И денеска сме подготвени во овој убав сончев, но многу студен зимски ден да подготвиме нешто убаво, вкусно, сладко, што специјално е вака, за грицкање за низ дома, кога ќе пуштите некоја од вашите омилени серии, некој филм да си изгледате, или ќе ви дојде комшиката, другарот, другарката, пријателите, и вие во секое време можете да си ги имате овие покриени во една стаклена чинија со капак, нека си стојат на масата, а бога ми кога ќе ги направам и тешко остануваат затоа што се многу вкусни, те терат едно кога ќе изедеш, одма и уште едно си бара. А тоа се домашни грицки со сирење и со ким. За да ги направите овие грицки, соленки, вас ќе ви бидат потребни следниве состојки. 1 килограм брашно. Ќе ви треба 400 грама дробено сирење, 300 грама маргарин на собна температура, едно јајце од кој што белката ќе оди во тестото, а жолчката горе за премачкување. Ќе ви треба масло по потреба за доле за намастување на тепсијата, ќе ни треба едно пакетче ким, една лажичка шекер, една лажичка сол, ќе ни треба сусам за посипување, една коцка квасец и 100 мл топла вода за да го раствориме квасецот. Еве, топлата вода веќе ја ставив овде, но да може раката да ви држи внатре топло. Ќе ставам шекер и сол во водата за да го зафатам квасецот. Шекер, сол и малку брашно, една супена лажичка, и ќе го ставам квасецот внатре. Ќе го оставам малку да се зафати, затоа што после секако ќе треба да ни стаса тестото. Еве со лашицата. Штом ќе почне да вади меури, значи е готово. Нека отстои 1/10 минути квасецот и потоа ќе продолжам со работа. Еве, квасецот ни се зафати. Ветува дека ќе бидат добри грицки. Сега ќе ставам брашно, но не цело. Половината. Така. Малку брашно, малку маргарин, се додека не направам едно убаво тврдо тесто. Сега ќе го ставам целото тука. Така. И ќе почнам да го работам тестото. Треба малку повеќе трпение, оти ова бара повеќе месење. Прво во садот, а потоа ќе го извадам на работната маса.
Сега веќе да ми е полесно, ќе го извадам на работната маса. Така. И полека ќе го обработувам. Ќе ја додадам и белката од јајцето. Жолчката ќе оставам тука и продолжувам. Треба да добиеме многу тврдо тесто. Како за бисквити, бисквитно тесто. Еве тоа самото ќе си каже кога му е доста брашното. Сега тука ќе го додадам кимот. Малку во тестото, а ќе ставам и одозгора. И од топлината на рацете, како месите, уште повеќе ќе се пушти маргаринот и ќе собира брашно. Еве го, веќе си покажува. Е, супер. Еве го тестото. И сега ќе го удрам неколку пати од масата. Тестото е подготвено сега да одмори едно сигурно 30 минути. Ќе го покријам и потоа ќе продолжам да го работам. Еве, драги мои, тестото е веќе одморено, токму такво како што ни е потребно. Ке наросам брашно. И ке го расукам со оклагијата. И одозгора ке му наросам брашно. И ќе направам кора дебела околу 1 прст.
И со една чашка ќе вадам кругови. Тепсијата ми е подготвена. Така. Ке капна малку масло на неа. Така. Може малку повеќе ставив. Кај жолчката ќе го ставам маслото. Ете така. И сега со една чашка ќе вадам крупчиња. И ќе ги редам во тепсијата. И пред печење ќе ги оставам малку да стасаат, 20 минути. Така. Или ако имате и модли, можете разни облици да направите, но вака нека е постарски со чашка. Еве ќе има место уште за едно. Ова тесто што ми остана, сега повторно ќе го соберам. Ќе формирам повторно тесто и ќе го расукам. Ќе ги извадам овие се додека може. Сега ова ќе го соберам. Еве сега е многу лесно за работа. Гледате, кога ќе одмори тестото, сега можете како сакате да го работите. Леле, колку е лесно за работа сега. Екстра. Повторно наросувам со брашно. И од озгора исто. Ке ми треба уште една тепсија, сигурно.
Еве ги за втората тура. А од ова што остана можам да направам и стапчиња. Ете така. И ова повторно го собирам. Пак малку брашненце. Еве ги во ваков облик. И ова го расукувам и може и како сакате, може и топчиња. Да видам, да, таман две ќе извадам. Еве така. Еве го, ова е последното. Така. Сега ќе ги премачкам со жолчката од јајцето. Редната ќе ви биде вклучена на 180 степени и ќе печете едно 20 на минути, но претходно треба да ни одморат. Ќе ги наросам со малку ким и со малку сусам. Или можете едни со сусам, едни со ким, како сакате. Јас кимот многу го сакам, па го ставам на секаде. Така, по неколку зрна. Ако спремате за течиња, можете мелен ким да ставите. Подготвени ни се за печење. Ова е првата тура, останатите ќе ги наредам во тепсијата. Идеме на втора тура, а вие останете со нас да ги пробаме заедно. Драги наши пријатели, забавата нека почне затоа што грицките ни се готови. Дали ќе биде тоа утакмица, ракомет, некој кошарка, фудбал или омилена серија или филм,
Не е важно, важно ние сме обезбедени. Еве да ги пробам. Ох, ох, ох. Да не можеш да престанеш да ги јадеш, совршенство. Дури може да биде и одлична вечера, појадок, со чашка јогурт. Совршено. А за мези гости кои ќе ви дојдат со чашка винце, ве поздравувам и посакувам многу убав ден, среќа и радост. И што слушнав од една пријателка, за мене тоа стана една дума, златна дума, што стана како животна мисла. Вели вака: најпрви мислев дека ме издаде, ме превари, ме остави, а сега разбирам дека ме спаси. На здравје, драги наши пријатели, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Thank you.